Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка: решение за давање согласност на одлуката за укинување на зона C3 и на нејзино место во введување нова зона D. Втора точка: решение давање согласност на ценовникот за вршење на услуги отстранување на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на Доел Јојо Транс ВС Увоз Извоз Битола. Кој е за предложениот дневен ред? Ве повикувам да гласам. Со 4 гласови за е усвоен дневниот ред. Преминуваме на првата точка од дневниот ред. Решение за давање согласност на одлуката за укинување на зона C3 на нејзино место во введување на нова зона D. Тука е директорот на јавното претпријатие Паркинс и директоре Повели. Добар ден. Ви благодарам, председателе. Поздрав до сите присутни. Пред нас сега е одлука за укинување на зона C и на нејзино место, на истото место, истата зона, да ја преименуваме во зона D. Зашто станува збор? Ова е поврзано со дел од работите кои ги разговараме на утрешната седница и неопходно е ова нешто да се направи за да можеме да продолжиме понатаму. Станува збор за зоната која е пред градската болница, пред клиничка болница доктор Трифун Бановски во Битола, односно разговорно кажано од Тинекс на кај Партизанска до влезот на болницата улично паркирање од десна страна и од влезот на болницата до раскрсницата со улица Партизанска улично паркирање од лева страна. Со одвојувањето на ова подзона сегашна C3 наречена и нејзино преименување во нова зона D би можеле да ги оставиме старите цени кои до сега важеа заради од аспект што клиничката болница е објект што привлекува во најголем дел патувања кои се приморани, не се за забава или за останати услужни дејности, се работи за здравје. И доколку нема злоупотреби на таа зона, ние предлагаме од и тој единствениот начин за да ја задржиме старата цена од 30 денари дневно. Доколку нема злоупотреби, граѓаните понатаму да можат да паркираат за истите пари кога е во прашање унапредувањето на нивната здравствена состојба, што воедно е и наша уставна врска на секој граѓанин. Толку беше од мене. Ако имате некој дополнително прашање, повелете. Ви благодарам. Дали има некој прашање по однос на првата точка? Толку нема, преминуваме на точка број 2. Решение за давање согласност на ценовникот за вршење на услуги отстранување на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на Доел Јојо Транс ВС Увоз Извоз Битола. Представник нема за оваа точка, бидејќи ова ги поднесуваат овие точки приватни компании кои што извршуваат услуги во нашиот град. Ако има некој нешто за збор за земи, повелете. Повели. Благодарам. Како е избран, само ме интересира Јојо да биде? Имаше на јавно наддавање или како? Не, јас ова што го знам во изменатиот состав на Советот, секоја компанија која што извршува ваков тип на услуги во градот, треба да добие согласност од Советот на општина Битола. Одлуката е на советниците. Дали ќе му дадат на сите кои што извршуваат ваков извоз, односно ваков тип на услуги. Во обинатиот совет на неколку пати сите компании кои што извршуваат ваков тип на услуги добиваа согласност од Советот. Одлуката е на советниците. Да. Ме интересира дали е еден ценовник или за секоја фирма посебен ценовник. Тоа треба да го провериме, јас не го знам. Ако може да го провериме. Некој друг да земе избор по однос на втората точка? Толку нема, дневниот ред исцрпен, ве повикувам да гласаме за првата точка. Решение за давање согласност на одлуката за укинување на зона C3 на нејзино место во введување на нова зона D.
4 гласови за, против и воздржани нема. Констатирам дека првата точка е усвоена. Точка 2. Решение за давање согласност на ценовникот за вршење на услуги отстранување на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта на територијата на општина Битола на Доел Јојо Транс ВС увоз извоз Битола. Кој е за, ве повикувам да гласаме. 4 гласови од 4 регистрирани, 3 гласови за, против нема, воздржан 1. Констатирам дека точката број 2 е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, благодарам за присуството и посакувам пријатен ден на сите.